Слободата на говор не сме да се користи за заканување, уценување, навредување или клевета од страна на новинарите, смета председателот на ЗНМ. Секој кој ја злоупотребува функцијата новинар за да се стекне со одредена материјална корист преку уцена или изнуда, мора да биде санкциониран од страна на државата и конечно да се стави крај на оваа појава која во Република Македонија не може да се искорени со децении, вели Насер Селмани. Во целата приказна исклучок не треба да биде ниту Зоран Божиновски, кој се уште актуелен член на Сдруженијето на новинари на Македонија. Несвојствено е за новинар да ја злоупотреби професијата за лични интереси. Нашата мисија е да бидеме заштитници на јавниот интерес на граѓаните. Како да се искорени оваа појава во иднина? Со ефикасна работа на институциите. Тоа е типично, ако навистина некој крши закон, без разлика дали е новинар или било што, тој треба да сноси одговорност. Ако некој клевети, има одговорност за тоа. Ако некој уценува, има во кривичниот законник, тоа дело се санкционира. Мислам дека тоа е обврска на полицијата, обвинителството и судовите. Ако има такви случаи, ефикасно да ги истражат и да ги казнат луѓето. Со цел други граѓани да не посегнуваат по такви непримерни методи или начини на однесување. На иста бранова должина со Селманија и председателката на управниот одбор на Советот за етика во медиумите Катерина Синадиновска, која вели дека освен тоа што институциите треба да ги гонат ваквите новинари, самите медиуми мора да се изфилтрираат од сите кои професијата не ја користат за информирање, туку за спроведување на своји лични интереси. Медиумите мора да најдат начин сами да се изфилтрираат. Како преку посочување на тие примери, преку посочување јавно дискредитирање на нив, за да го изгубат својот кредибилитет. Силна работа на медиумската писменост. За гледачите, читателите да сватат дека кога ќе видат вест од даден медиум, веднаш да ја земат со резерва. Значи за тоа ние како новинарски организации имаме голема одговорност да работиме со читателите и со граѓаните за да им посочиме како да препознаваат важни вести, на кој медиум да веруваат. Верувајте, кога ќе ја изгубат релеванцијата кај читателите, тие медиуми ќе се дефакторизираат. Според долгогодишниот новинар и уредник Драган Антоновски, медиумската заедница мора да се дистанцира од тие кои се огледало на непрофесионалното новинарство. Слобода во новинарството, слобода во медиуми не значи слободно да лупеташ што е да уценуваш, да рекетираш. Слобода е слободно да ги избираш темите и слободно да обработуваш неразлични теми. Меѓутоа, тоа се работи по професионални новинарски стандарди. Кај нас тоа се извулгаризира и добивме една слика во која што секој може што сака да каже, дека се може да биде медиум, дека се може да се каже и тоа се тие натрапници во професијата кои успеа најмногу да профитираат од неа. А вината е сепак на сите нас што работиме класично професионално новинарство кои што на време не се оградивме. Според соговорниците, не државата, туку медиумската заедница со здружени сили мора да успее да се избори со новинарите кои работат непрофесионално и кои наместо да информираат, ја користат својата позиција, да уценуваат, рекетираат или клеветат.